И повторно сме во студиото на Алфа телевизија и она што следува во продолжение е последниот разговор за ова утро, а ке зборуваме на тема спорт, односно ке зборуваме за еден од најомилените спортови овде во Македонија на голем број на, па можам да кажам, и на припадниците на посилниот и на понежниот пол, а тоа е ракометот. Поточно ке зборуваме за еден интересен, односно преубав проект кој што се случува веќе трета година поред, а носи наслов Ракомет за секое дете, со основачот на овој проект, тоа е господинот Горан Ѓоргоновски, основач и координатор на проектот Ракомет за секое дете и поранешен репрезентативец на ракометната репрезентација на Македонија. Сигурно, добро утро Горан, сигурно љубителите на ракометот веќе го препознаваат овој лик. Повозрастните. Па добро, јас одма ве познав, се сетив. Да зборуваме за она што е повод за вашето гостување овде, а тоа е Ракомет за секое дете. Тоа е проект кој што сте вие координатор и кој што сте основач на овој проект. Веќе ова е трета сезона. Како сте задоволни од изминативе 2 години? Јас лично и тимот кој што работи, затоа што нормално јас тука не сум сам апсолутно, има тренери, има луѓе кои што работат во логистика и организација, сме навистина задоволни од тоа што досега ни се случува и искрен да бидам, ние имаме искуство долгогодишно во работа во овој сегмент, така да и да бидам нескромен и друго и не очекувавме, значи очекувавме дека ќе биде секако што треба во однос на тоа што ние треба да завршиме, од друга страна интересот за ракометот, иако во моментов е можеби на некој ниво подолно, во изминатите 30 години, а особено последните 15 е многу висок. Како дојдовте на идеја да го формирате овој проект, односно да почне овој проект Ракомет за секој дете? Значи јас морам да кажам дека кога се пензионирав од играње ракомет, тоа е веќе далечната 2011-та, продолжив да работам во ракометниот клуб Металург и таму се, да кажам, се бавев со работи кои што се околу ракометот, значи околу организација, маркетинг, промоција и така натаму. И меѓу другото бев вклучен и како нормално, како човек кој што работи во дел на промоција и маркетинг, си вклучен во секој сегмент од работата на клубот, меѓу кои академијата која што тогаш Металург ја имаше и која што беше најголема и функционираше на едно солидно ниво. Така да по завршување на таа приказна со Металург по 15 години во автокоманда, јас по некој, ајде да кажам, случајен или помалку случајна средба со Кирил Лазаров, дојдовме во ситуација да го формираме КЛ7 како организација, тоа е школа за ракомет Кирил Лазаров. Луѓето кои што го пратат ракометот, а и оние другите сигурно слушнале, знаат за тој проект. Тој проект заврши некаде 2021 година јуни и беше некако нормално да можам да кажам и по убедување на некои тренери кои што претходно работевме, да продолжиме да работиме, но само ако ти тоа го водиш и го правиш како што го правиш. Така дојдов во ситуација малку да ме убедуваат и да дојдам во ситуација да го развивам. Нормално дека јас во себе го имав тоа, но бев разочаран од некои ситуации, значи тоа го кажувам искрено, бев разочаран затоа што можам да кажам со распадот, кажано може грубо, на тој систем кој што се викаше КЛ7, загубив јас, загуби и другите, загуби и македонскиот ракомет, но такви работи се случуваат во животот и сега дојдовме во ситуација да ние го оформиме проектот Ракомет за секое дете, кој што опфаќа 3 сегменти, а тоа е школата за ракомет, која што е присутна во Скопје, во неколку општини и во општина Велес, а вториот сегмент е Јуниор Куп, тоа е турнирски систем на надпревари во мини ракомет на децата кои што се во нашата школа и тоа се надпревари кои што се одигрува на некој период, најчесто еднаш месечно, и третиот сегмент е кој што втората година му заврши, второто издание заврши овај јули, е ракометниот камп 40/20, 40/20 како синоним за ракометниот терен. Тие се димензиите и дека ние се надеваме дека тие деца кои што се на кампот и веќе тренираат ракомет на различни возрасти, ќе им биде тоа домот во иднина и дека тоа е синонимот. Са што се однесува до школите. Споменавте, тоа сакав да кажам, споменавте дека имате ракометот веќе
се случува во повеќе школи, во повеќе Во општини повеќе во Скопје и во општини, да. Велес. Може да споменеме Да, каде и каков е јас интересот? прво сакам да пред тоа да кажам која беше идејата. Значи, бидејќи нели знаеме ракометот е популарен спорт и има доста интерес кај децата, нашата идеја беше да овозможиме да направиме услови секое дете да дојде во контакт со ракомет, да го препознае својот афинитет и на крајот од денот да го развие и својот талент. Тие што ќе бидат најупорни, тие што ќе останат најмногу во нашиот спорт. И нормално, тука има и пропратни работи, како што се социјализација, развивање на спортскиот дух, развивање на моторички способности, затоа што ние имаме многу деца, особено кај помалите категории, кои што флуктуираат, доаѓа на ракомет, присутен е година-две, тој развил физички, моторички способности, потоа може доди на друг спорт и многу брзо да се адаптира. Така да не е тоа дека децата што ќе дојдат кај нас и тие играат ракомет и мора да играат ракомет. Апсолутно, ова е една база и за другите спортови. Така да нас ни беше важно да го ставиме на мапа ракометот на места кај што го нема. И тоа и се уште ни е важно и се уште отворени сме за места кај што моментално го нема. Значи нема школа за ракомет, а во тоа училиште, во таа општина има деца и родители кои што сакаат да го практикуваат. Така да ние започнавме првата година во општина Аеродром, во основното училиште Блаже Конески, општина Кисела Вода во Кирил Печиновиќ, општина Карпоз во Лазо Трповски и нормално во Велес, каде што е нашиот професор Златко Стојковски, поранешен ракометар, мој голем пријател и еден навистина прекрасен тренер и човек кој што во општина Велес го води нашиот проект и е присутен и таму во 3 училишта. И сега тоа беа, сега во меѓувреме ние отворивме и во населба Лисиче и во општина Центар годинава во Киро Глигоров, ќе бидеме присутни. Значи се проширувате полека. Значи пак ќе кажам, нас ни е важно и тоа е мојата дека ако во тоа школа нема моментално ракомет, имало, сега нема, ние сме спремни да отвориме се со цел да се овозможи, затоа што овој проект е наменен за деца од 6 до 12-13 години, најмногу, значи 2010 родени значи, и помали. Тоа се деца, тоа се деца кои што треба да ги подготвиме за да влезат во селекција некаква. Дали е тоа помлади пионери или пионери, тоа зависи од клубот, од средината каде ќе продолжат, но ова е еден расад за тоа што треба за идните таленти, така кога би оделе во клубови, кога би играле веќе клубски ракомет. Од тој аспект, вие на децата, сите ние знаеме како родители, сакаме активноста, затоа што има дел од децата кои што почнуваат и како активност, не само како ракомет, па се заљубуваат во ракометот и продолжуваат. Сакаме да ни биде тука некаде во населбата. Животот е брз, ние многу работиме, трчаме, родители, немаме простор да ги носиме децата. Скопје е релативно голем град, не е внатрешност, не е Струга, не е не знам, па и Велес. Значи големе, не може да така да треба да се овозможи на родителите да биде тоа нешто што може да биде блиско. Така да од тој аспект тоа ни е една од главната поента, затоа се вика ракомет за секое дете, да може секое дете да дојде во контакт, што не значи дека ќе остане, не значи дека ќе му се допадне, не значи дека има афинитет. Да му се даде шанса, така да му се даде шанса да тренира до некоја возраст кај што ќе се подготви за да оди во нека помлади пионери да продолжи со ракомет. Во интерес на времето, Горан, убаво го објаснивте проектот, покрај тоа што сте основач и координатор на овој проект, исто така и поранешен репрезентативец на ракометната репрезентација на Македонија, вие се занимавате и со анализа за ракометниот свет, луѓето кои што го сакаат ракометот, кои што не следат во моментот. Ајде, накусо еве за крај една спортска анализа, ракометна, каде е македонскиот ракомет во моментот? Да, како мое, можам да кажам, хоби, кој чувствувајќи некаков порив дека треба да се каже нешто со цел да се можеби да се променат, да се извадат на површина некои работи кои што чинат или не чинат. Јас последниве 10 години во различни медиуми се пишани или електронски или какви да се бавев, и уште се бавам. Каде е македонскиот ракомет е комплексно многу прашање и не може да се гледа како црно-бело, затоа што од една страна изминативе 30 години Македонија имала и има
и бизнис и политички мецени кои што инвестираат, за разлика од регионот. Значи, ние имаме во моментот 5, 6, 7 екипи кои што имаат убави буџети, убави за македонски улови, убави средства, некои од нив и за европски, како што е пример сега Битола со Еврофан Пелистер, кој што игра во Лига шампиони, кој што беше претходно Вардар, кој што ги надминуваше границите и на Македонија и на Балканот. Знаеме што се случи, што правеше Вардар, претходно беше Металург, кој што така да секогаш имало луѓе кои што инвестирале, и од тој аспект впечатокот дека Македонија има квалитетен ракомет, паралелно со тоа репрезентацијата предводена од Лазаров и Миркуловски, и Мојсовски, така натаму и Ристовски и Стоилов правеше успеси како што ниедна друга репрезентација не правеше, и впечатокот е дека ракометот е најквалитетен или најпопуларен спорт во Македонија, но ракометот за жал во базата има доста проблеми, како и веројатно и другите спортови, не можам да кажам сега да зборувам за другите, но можам да кажам за овој затоа што се бавам и од најрана возраст се бавам и со база во базата, да кажам во младински категории. Така да можам да кажам дека тука имаме проблем со инфраструктура, и тоа е, еве користам ова прилика до државата да пуштам апел дека навистина ракометот е хендикепиран, условно кажано со немање на спортски сали во општини во кои што се големи, кои што имаат многу деца, кои што немаат кај да тренираат, и можам да кажам де факто децата кога ќе преминат од она што ние го работиме до 13 години, треба да одат во некои помлади пионери и натаму, ние ги бркаме децата, затоа што децата немаат термини во адекватно време, кога нив наредните родители е нормално да го имаат. Клубовите кубурат, тренираат многу малку, ако треба 5 пати неделно тренираат, 3 пати неделно, 2 пати неделно, и тука ние ниту можеме да бараме квалитет, а од друга страна и квантитетот го губиме затоа што и децата и родителите не можат да се реализираат. Тоа е многу голем проблем пред се за психата на тие деца кои што веќе се залюбиле, се гледаат како ракометари, и во еден момент тие се наоѓаат во ситуација да терминот е лош, сала нема, условите во салата. Така да ние мора да работиме првенствено на инфраструктура, мора државата подхитно да направи сериозен план и да го реализира, да се отворат 5, 6, 7, 8 сали во Македонија, како што беше претходно што се отворија 50 спорт училишни сали со димензии адекватни. Тој проблем го немаат кошарката и одбојката затоа што играат во помали димензии, може да играат. Ракометот мора да има одредени димензии, а тоа го немаме. Како пример го давам Аеродром општина и апел и до неа како општина. Тоа можеби не е до незе, можеби е до државата, но Аеродром нема сала 40 на 20, а има 100.000 или не знам колку жители. Така да, сакам да кажам, од една страна убаво изгледа се, Пелистер игра Лига шампиони, и тоа е супер елитна лига во која што не може секој да игра, но од друга страна долу ние заостануваме за некои држави за кои што мислиме дека сме напред, а не е точно, и тоа го покажува моменталниот квалитет и квантитет на играчи кои што го имаме, кои што треба да играат во националниот тим. Така да многу е лесно да кажеме дека е се супер. Вардар беше, и живееме во некое минато кога Вардар беше европски шампион, или Металург играше 3/4 финалиња, или сега Пелистер игра во ова. Така да, од друга страна, во домашното првенство имаме убава лига, неизвестна лига, Алкалоид се појави како проект кој што нуди сериозни услови за работа, расти од година во година, дава шанса на македонските играчи да играат. Пелистер е веќе сериозен со однос на буџет, во однос на тоа што го има како средства. Самото партиципирање во таа Лига шампиони е показател и ќе му даде можност на Пелистер да расте. И тука е Вардар кој што до лани се соочуваше со проблеми, од годинава гледаме дека се реформира и се надеваме дека ќе биде стариот. Горан, сосема на крај имаме уште една минутка додека да завршиме. Само сакав за сите што не следат, што ги интересира овој спорт, тренинзите колку време траат и колку пати неделно се во школите каде што се практикува ракомет? Кај нас имаме поделба на групи, значи кај нас не тренираат деца од 6 до 13 или 12 години во иста група, значи ги делиме од 6 до 8, од 9 до 12, и тоа мора така да биде. Тренинзите вообичаено траат 60 минути, и во зависност од групата, малите групи тренираат 2 пати неделно,
генерално, големите групи кои што веќе треба да ги подготвиме за нешто посериозно, тренираат 3 пати неделно и тоа е многу важно и заради тренерите кои што можат да направат тренинг адекватен на тие групи, но и за децата кои што едното треба да учи една работа, другото треба да учи друга работа. Ви благодарам што ова утро одвоивте за нас и бевте наши гости. Јас верувам дека бевме интересни за сите оние кои што се љубени во овој спорт. Во нека наредна прилика се гледаме повторно.